како можеме да се првично одбраниме од ова општество, да се заштитиме, па да делуваме. Значи, на кој начин би се спротиставиле на ваквите, на општеството е вака поставено, на овој систем? Рес. Тука да завршиме со емисија. Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Д програма. Македонија се повеќе е рај за криминалците, каде што вистинските криминалци не одговараат за нивните дела, но дека пак обичните луѓе кои што направиле некои мали прекршоци или многу често се и невини, завршуваат во затвори. До овој заклучок на некој начин стигнуваме поради тоа што изминатите години имаше многу препокувања во Скопје, каде што кои што беа со жртви, но не слушнавме некој да одговара за тие настани. Од друга страна пак, луѓето кои што беа фатени за време на полицискиот час, кои што беа надвор, а генерално доаѓаат од категории кои што се бездомници, беа осудени на затворска казна и одлежаа по 3 месеци затворска казна. Па сега каде стои тука државата и зошто овие односи се вакви? Би почнала прво со другарот Митров. Здраво. Здраво, добро, не? Каде е државата, а? Да. Па, државата, некои викаат дека е тука и правниот систем за не штити од такви криминални дејанија, меѓутоа државата многу одамна постои. Постои капитализмот одамна и според мене тие заедно добро имаат добра симбиоза, добро живеат заедно. И еве сега кратко ќе објаснам зошто, кратко едноставно преку моето секојдневно живење. Например, едно од мотото на капитализмот е дека треба да има слободен пазар, треба да има луѓе што произведуваат услуги и луѓе што ги конзумираат од другата страна. Така што тоа што ги мотивира луѓето да произведуваат е профит. И многу луѓе сваќаат денеска, а и изминатите 200 години сваќаат дека има многу работи кои што не се пропишани во законот или не се третирани, а се профитабилни. Например, денеска државата вика дека трговија и производство на дроги е криминал, меѓутоа од друга страна е многу профитабилно. Луѓе се занимаваат со тоа дека им носи средства. Исто така се тие многу почитувани во општеството од другата страна. Од истите тие што зборат против криминалот, номинално зборат како политичари дека од друга страна ги уважуваат тие како нивни донатори. За било која земја збораме за Македонија. Тие може да финансираат кампањи и така натаму. И од друга страна и самото општество, улицата, градот, кафаната, дискотеката ги почитуваат тие што трошат повеќе, што частат, а главно многу од тие имаат и некој, да речеме, од аспект на државата криминално досие или криминална позадина. Од друга страна па е сега да објасниме и потребата на државата да се легитимира пред, да кажем, по ранливите луѓе, односно ти ги спомна како обични луѓе. Ние што сме граѓани секој ден идеме на работа, плаќаме даноци, ние немаме оружје, нас немаме моги да се закануваме некому. Нас ни треба како државата да ги штити нашите права пред оние кои би не загрозиле со оружје, со насилство, со агресија, со закани и така натаму. И затоа ние на некој начин се уште сме упатени да веруваме бар минимално дека некој ќе ги заштити нашите права, полиција, потоа суд и така натаму. И веројатно, ако нема криминалци, ако нема пукање, тогаш полицијата и државата не би се легитимирала да постои. Ние ќе речеме, па што ќе сте ни вие кога ни носите само мизерија, сиромаштина, ништо не сте ни направиле добро, а вака кога има негде убиства и престрелки, они може да се легитимираат и да речат, па ние постоиме за да штитиме од овие криминалци. А на крај гледаме па дека нема разрешница, дека големиот криминал многу ретко завршува некој у затвор, па и некои убици низ години за да се истражат кои се, како се. Често па гледам некој последно време и серии, некои шпански серии, кај што тие теми се актуелни на трговија со друга на големи криминалци и самите серии се доста едукативни, не упатуваат тоа дека ретко може да најдат докази или луѓе што ќе сведочат против опасни криминалци. А тоа е против стравот? Завршуваат у затвор, па веројатно страф и така, исчезнуваат исто така и докази у доказна постапка, еден куп работи исчезнуваат.
бидејќи тие луѓе, гледано во рамките на целоста на општеството, тие луѓе се моќни, дека денеска знаеме дека моќ има тој што има пари. Тие луѓе може да потплатат суди, да потплатат полицајци, инспектори и така натаму. Ако не можат преку потплата со заканување. Така е, на кратко е некој мој одговор зашто на крајот на кришата тие, да кажеме, сиромашни не завршуваат до затвора, зашто мокните или поголемите криминалци не завршуваат, овие класични криминари, некој да ги нарече. Да. Сега, дали општеството било од секојаш вакво, дали постоеле овие, да кажем, мафијашки кланови и слично, или дали од секојаш државата го потпомагала криминалот, или па тоа настанало во промената на економскиот систем, ако земеме во предвид дека овој систем капитализмот во Македонија почива на криминалната приватизација која што е направена 90-тите години, па некоја паралела од тогаш, Рувче, ако може да направиш? Многу добро прашање, бидејќи слушајќи го другарот Митров, сака да се надовржам околу системите за воля на вистината, за да стигнеме до криминалот во Македонија. При на Балканот, да кажеме, сме живееле во заедничка држава, нели Југославија, би опфатил тој период, би го опфатил околу системите за воля на вистината, тој социјализам, таквиот социјализам како што живеевме. И тој систем не бил совршен, нели со сите своји позитивности и негативности. Тие некои рани знаци на криминал и појава на ситен криминал се појавиле од самата таа причина што веќе во 60-тите години почнува да се појавуваат некои дискрепанции во општеството, да кажеме некои деца кои што биле на така поимуќни функционери, да кажеме црвена буржуазија, носеле поскапи чевли, возеле поубави автомобили, додека некој занаечија, металостругар, машин, бравар, не можел да си ги дозволи тие работи како млад човек, тогаш почнувале тие замави на криминалитет, како некој револт кон таквата тенденција, кон такват феномен во општеството, почнуваат да отимаат коли, да посегнуваат по оружје, да ограбуваат магазини и слично. И тогаш започнува тие криминални дејанија да се евидентираат во милициските кулари, во милициските структури. Додека прашањето дали државата го потпомага, интересен факт е што и во тоа време, особено кон крајот на 80-тите, средината на 80-тите години, државата, односно службите на државната безбедност, УДБА, малте не ги создава тие некои криминалци кои што во име на државата, нели, сулудо би било во тоа време, например, државата да врши некои работи кои што се супротни на социјалистичките вредности, па така почна да се креираат тие некои митови, не знам, околу Аркан, околу Гишка, ваму таму, цела плејада генерација на ситни криминалци кои всушност били или претходно боксери, спортисти, атлети, уметници, но се нашли од другата страна на законот, се огрешиле во тоа време, доколку си имала етикета, не би можел да се етаблираш во општеството и, например, веќе 30 годишен човек бил премногу доцна за да се социјализира во општеството, да се вработи или нешто слично, особено со таква црна дамка, црна флека во својот живот, во своето минато, и тие ги регрутирале да вршат работи за претежно да разрешуваат политички противници кои што работеле против поредокот, суверенитетот, интегритетот на СФРЈ, и ги врбувале да вршат политички убиства по Белгија, по Холандија, Сојузна Германија, тогашна западна. Ова за кој период зборува? За 80-тите. За 80-тите. Тоа е веќе евидентно, да кажеме и тазе, свежи сеќавања, мемории, евидентирано, можеби и порано се случувало, но секако се случувало и порано, например Јанте Павелиќ и други четнички воеводи што ги ловеле по Америка, но не било толку, било по
дискретно, не биле толку медиумски експонирани, но сепак и тие криминалци имале некој, како да кажам, интегритет, не биле бескрупулозни, затоа што биле, ајде да не кажеме, израснати во конзервативни традиционални семејства, но го имале она народното во себе. Не се задевале со обичниот народ. Тоа се манифестирало на тој начин што во замена за тие дејанија што ги вршеле за државата, најголемиот профит што би можеле да го имаат, нели, со приватизацијата ќе отворат некоја, не знам, коцкарница, некој локал, зависи од нивото, рангот на чинот, да кажеме, што го имале во државната безбедност. И така тие понирале високо во општеството, високо, нели, помеѓу младите, и се создаде една крива перцепција помеѓу младите за таквиот начин на живот, за такви митови. Но да не го одземам времето раскажувајќи околу тоа, чисто да направиме на паралела, премост, додека во денешно време не се потребни такви, да кажеме, условно речено, рекетари, криминалци, затоа што самиот рекет го врши државата. Со сите своји инструменти, со сите своји алати, сведоци сме денеска на тие брзи кредити, на, не знам, даноци, за доцнети плаќања и така натаму, и самиот рекет го врши државата. Тоа често пати така во неформални конверзации го тврдам, додека кај нас чувствувам како од 90-тите да доцнат. И како помлад, како тинејџер, уште како дете, знаев да кажам дека добро барем не ги видовме оние сцени по белградските улици што се случувало. Кога веќе немало и никогаш не бил сушно организиран криминалот до таа мера, па затоа имало и престрелки кои што се случувале само во име на тоа да се создаде име, да се чуе дека некој пукал и да излезе во жута штампа, а секако и било и последица, рецидив на војните што се одвивале во тој период. И сето тоа оружје од фронтот се слевало и тие луѓе кога се враќале од фронт, тие повеќе не знаеле што да работат со себе, се извинувам. Се враќале травматизирани, и тоа се манифестирало во убиствата, во престрелките што ги правеле, се манифестирало колку се сушност тие травматизирани според начинот на кој ги вршеле убиствата. И во однос на Македонија, мислам дека првите случаи на рекет, можеби грешам, се евидентирани околу 93-та, според некои полициски записи, следење на одредени групи, и поорганизирано почна да се одвива под 2001, впрочем тоа што го говоревме, кога самите тие криминалци, да кажеме криминалци, од структури од паравојни формации кои што се вратили се етаблирале во самата извршна власт. Да. И како помлад мене ми беше чудно, знаеш, и каков порив ова, знаеш, за власт, да бидат функционери, да прават добро за државата, но подоцна сватив дека се работи за тендери, за прикривање и протежирање на своји бизниси и така натаму. Да, добро кажа дека криминалот во денешно време ја врши државата, така што малце би ја проширила темата на тоа дека сите политички партии пред да дојдат на власт, нели, една од главните ветувања е борбата против криминалот и борбата против криминалот од претходните гарнитури, нели. Но досега не сме виделе, или барем некои ситни риби би кажала дека, нели, отслужиле затворска казна и слично, а другите, знаете, бегат, ги пуштат на слобода, не знам, наоѓаат некои алтернативни мерки као да ги казнат. И сега дали од ова јасно се гледа улогата на
политичките партии, да кажам, на власта, поврзана со овие криминални структури. Преска да почна да спомна за тендерите дека Да, ја го поврзувам повеќе со моќни луѓе. Сеедно дали се дел од политичка партија, дали се економски мрежи. Па ние ако ги гледаме, ако пак се вратиме на филмовите Кум, че ретко како може некој моќен човек, некој да јако има против него комисии, судења, истражување, не може да му докажат или не сакаат да му докажат вина. Или во нашиве случаи како ќе ги спомнеме тука, зашто не ги спомнеме познати луѓе како Орце Камчев, како Јордан Мјалков. Они да беа осудени многу брзо или кратко излегува или затвор одеа како у хотели и се шета, бидејќи се премокни за оваа мала економија или ова општество, они се економски премокни, може сите да ги платат. Дури кога се внатре, они се посилни. Точно. Од државата или од тие што ги чуваат околу нив. Дури Мијалков смена адреса на живење во Струга за да може да отслужува затвор. Значи се наоѓаат има прво така што законите колку и да се добро пишани или не пишани може да се заокружат, да се намали нивното влијание и така натаму. Ова што го спомна нешто Руфат, сакам да се недоврзам однос на тоа дека државата сега прави некој рекет или прави некој легален рекет, тоа не е сега да кажеме, но од секогаш постоеле банки кои што давале заеми, кои што може да конфискуваат имотот, да го земат. И уствари тоа било разликата да кажеме меѓу некои криминални лихвари и од друга страна легални банки, а уствари се занимаваат со иста работа. Само можеби тука процесот е подолг за да ти земат стан, овде малце И пософистициран тие во банка малку. Овде малце по... Значи, пак збориме за иста суштина. Дека некој позајмува пари за да ги оплоди, за да ги изголеми и рачунајќи дека и тој другиот нема да може да му ги врати. Пресметано е тоа, ама он знае дека некако ќе наплати. Сега, ја исто и лично искуство, моето семејство после 2001 беше жртва и на такви работи, рекетари, на лихва, на така. Кај што едноставно полицејата знаеше за тие работи, меѓутоа сметаше дека тоа се приватни односи. Во случајот татко ти се договарал со тој, па он треба да му врати, па да не му врати, иако некои од тие работи што прво беа правени како криминално, после со нотари може да бидат легализирани тие позајмици, па на крај пак останува луѓе без станови за кои што имаат поголема вредност него парите што ги добиле. Седно, че тоа постои, сакам ја пробувам да направам некоја паралела да ги израмнам тие работи што се од една страна легални и овие другите нелегални. Дека тоа е во суштината на капиталистичкиот начин на производство. И за тоа соработуваат, мислам, и политичарите што обаја ги го држат поредокот, односно и го држат, точно го држат поредокот и мора да соработуваат со другите што имаат исто таква моќ. Едните без другите не можат. Иако постои некоја како борба, исто како што постои борба меѓу партии, па како што спомнати, кога ќе се смени една политичка гарнитура ќе дојде друга, многу ретко некој завршува затоа, не се светат дека знаат дека и они ќе бидат од другата страна. Јасно. Наоѓаат, како што речете, жртвени јагниња за да покажат пред јавноста дека сепак ќе стигне казната ако работиш нелегално пред државата и тоа дури ако се докаже нешто. Меѓутоа соработуваат цело време, тоа е јасно, упатени се да соработуваат, никој не сака да уништи ниту дрога, нити пари што се конфискувани, пак некако ги вртат у промет, па ги легализираат и така нато. Мислам, држави кои што добро напредуваат економски у последниве години у соседството, Албанија, Косово, ние знаеме дека доаѓаат црни пари преку дрогата, кои што се легализираат. Тоа добро е како за локалното население, економски аспект го гледаш и од капиталистички аспектот добро. И сега, што е добро, што е лошо од овие две работи, она што го спомна исто нешто интересно, Русче, односно дека се одговорни и тие, ние не може да ги замислиме тие како, не знам, како ѓаволи, како тие криминални банди имаат одредена структура, припадници кои што живеат од тоа, може се добри, како што ги прикажуваат и на филми, може да ги прикажат како добри, да кажеме, домаќини. Не само може добри домаќини, некако семејни наредни луѓе, може кон семејството да бидат добри. И реално некој од нив може и немале друг избор. Да, точно, зависи кај се родени у некој гета некаде и у земја или у Колумбија или било каде во Америка. Така што се е тоа поврзано, а суштината е дека ние го тераме човекот да направи што поише пари за да биде почитуван. Точно, И мислиш сега кога му е се ограничени ресурси денеска,
односно по легален пат кој е потешко да дојде, кој е просто невозможно да дојде, некојаш му е полесно по лесни пари. А исто така постојат и во рамките на легалното постојат потешки пари и полесни пари. Потешко е да работиш некоја потешка физичка работа, некој да се врзеш во некоја политичка партија, пак на легален начин без да ќе стигнеш до позиција, ќе ти дадат тендери, како што река, или полесно е да продаваш нешто што не бива. Например, имам искуство, мислам што не бива. Што не е никаков квалитет, имам искуство, сум работел у компании што продаваат, да кажем, влага, измама. Ти продаваат идеја дека ти ќе се збогатиш. Се збогатиш ако инвестираш $100 од некоја фирма, пак има таму механизам кој што сам ќе игра на берзата, електронски, или ти ќе учествуваш, ќе му даваш на тој твојот брокер нешто насоки и он ќе работи за тебе само ќе се големува салдото. И секој ден ние такви работи не излагаат на Facebook и некои луѓе по одреден момент се подложи на таква измама, ќе се пријават. Таму некој ќе им се јави, ќе им продаде, ова ќе ве збогати и така натаму. И тоа се на некој начин пак легални измами, дека не може да се докаже дека државата не прави ништо против тоа. Да, легализирани. И сега други луѓе таму што ми биле некои директори такви фирми, некој сум соочил со тоа, сум сватил дека се работи за тоа. На почеток ни они кога ти продаваат, кога регрутираат работници, не им ја кажуваат целата вистина. И ти кога ќе видиш што е, он што ти е тебе гајле за тие таму луѓе во Јужна Америка било што ти земи парите да ги земеш, они имаат знаеш колку пари имаат, само и тоа суштина, преку тоа ние ја сваќаме која е суштината на системот. Ние не треба да се залажуваме дека ние сме нешто многу добри, ние гледаме за доброто на заедницата. Ретко кој гледа. Само ние што неко веруваме некој идеален свет или добро сме биле васпитани, иако пак гледаме дека реално не е тоа така. Да, ама мора да веруваме дека има алтернатива да се бориме за таа алтернатива, инаку само мислам, има алтернатива, меѓутоа моментално не постои алтернативата, да кажем. Мислам, ние може да создаваме некои работи, у суштина системот е брутален на кога гледаме. Јасно. Тоа е суштината системот. Ние зацкриваме и пробуваме некој и тоа ние што го работиме да си го објасниме дека па придонесува и за нешто добро. Зборам кога работиме за плата некаде. Да. Пробуваме да одредени фирми стварно произведуваат нешто, ама пак и тие гледаат колку можат да намалат трошоци, малце да скријат нешто од данок и така натаму. Значи ниеден успешен бизнис, ја мислам дека не работи сосема како што е пропишано според некои државни легални работи, дека едноставно не е, тоа е против логиката на прајање повише пари. На самиот систем, точно. Сега каде тука е правдата уствари, како што спомна ти преска дека некои луѓе немаат друг избор и стануваат криминалци. Значи многу ама тоа се ситни криминалци, пример луѓе не знам што се на работ на сиромаштијата и мора нешто тој да украде денес за да преживее или некој ситен криминал да се бави, не знам. И тие луѓе секога се фатени, изведени пред лицето на правдата и така натаму и одлежуваат затвор и таму во мизерни услови и слично. А овие другиве фирмите што еве за да одбегнат данок, а тоа е лесно проверливо, мислам кој одбегнува данок и слично, државата има механизми тие работи да ги нели лоцира, пронајде да ги казни и слично, нив им се допушта. И сега дали правдата е праведна само за буржоаската класа, само за мојкниците, само за тие што имаат пари? Или дали правдата функционира само кога во суд ке се појават двајца сиромашни луѓе и тогаш може праведна одлука да се донеси? Евидентно и при најбанални примери, да кажеме, еве тие кои што се челници во влади, во парламенти и така натаму, тие ескивираат плаќање и на патарина. Саќаш, покрај сите тие нововрезаци, покрај сите тие бенефиции кои што ги имаат, високи плати, високи примања, патни трошкови, кога ќе дојдеш на рампа, тие со своите ентуражи ги избегнуваат тие протоколи што се за обичниот човек, додека ти доколку немаш 10 денари да ти фалат, ќе ти се скараат. И според тоа најевидентно ми е и потоа интересно ми е како се сушност луѓето апологети на државата, на системот, на владата во однос на такви некои случаи, да кажеме криминал е кривично дело и приклучок, нелегален приклучок на струја, не? Да. Сега според некои преписки што сум гледал на онлайн мрежи, ќе се избаци некој, ама јас плаќам редовно струја, албанците, ромите не плаќаат и не често сум се вклучувал во такви, избегавам, но ептен ми беше она
бодливо во очи и ги конфронтира во смисла на кон кого сте тоа вие ревностни, всушност. И чуму таа генерализација. Албанците, ромите, генерализираш цела етничка структура, која всушност сите сме, често пати тоа го кажу, сите сме социјално загрозени, без разлика на етничка припадност во однос на тие неколкумина, како често знаеме да го кажеме тоа. Тоа се пред се некои приватни компании кои што соработуваат со државата и често пати ги спомнавме законските регулативи. Интересно е како законските регулативи ги вајаат во однос на тоа во моментот како им е потребно, така ги креираат, ги донесуваат преку ноќ. Амнестии носат најразлични Се инвестираат сами себе си. Уште ова сакав да кажам, само да дополнам законот што беше за амнестија на овие луѓе социјално загрозени кои што беа фатени во полициски час, многу доцна се донесе и веќе повеќето од нив ја одлежеа затворската казна и после као еве се донесе закон. А за себе си, нели го сме најкривичниот законник пред некое време. Да. Значи со тоа се прават компензација едни на други и зошто некој не паѓа затоа што има консеквенции, не е само еден човек, има цела структура позади тој човек. И секако ако падне тој човек се руши целата, како и во политичките структури, така и во мафијашките процеси. И затоа има такви случаи каде што не може да се докаже, не се сведочи правилно. Во однос на она исто што го спомнавме околу приватизацијата, околу тоа беше повеќе алудирано на оној системскиот шок. Например, на постарите генерации не можеш да им објасниш чинам до 89-та, до 87-та било нелегално да продаваш купопродажба на девизи, се до Анте Марковиќ ми се чини. И со самото доаѓање на девизите почнува всушност и приватизацијата. И каматите, законите, се било регулирано, не се менувало преку ноќ. Ја не сум правно подкова, но базирано на она што го слушам, што го имам слушано, например, Устав од 63-та, Устав од 74-та, и тој бил законот, и најобичниот човек и сообраќајните правила и така натаму ги знаеле. Ова е моето право, ова смеам, ова не смеам. Казната е толку и толку. Мислиш било поедноставено на некој начин? Не биле толку подложни на промена. Немало толку нестабилност. Како сега што има нестабилност. Секако корупција имало, но не било во догледна мера како и денес. Уште едно што го спомна Митров да се надоврзам на приватизација и присвојување. Не знам како ме лути, значи толку малку народ, малку популација сме, што за жал не можеме да издействуваме некои промени, да кажем, можеби звучи ова контрадикторно, но во догледна мера објективно го мислам, најдобронамерно. Ако не се поврземе со другите балкански земји. Така. Бидејќи малте не сме обкружени со Европска унија и така натаму. Поентата ми беше она приватизација, како можеше низа на директори да приватизираат, не да приватизираат, да аdoптираат, да присвојат, например ЗИК и така натаму, безброј јавни предпријатија кои што биле народен капитал, државен капитал, да си ги присвојат на своје име, а работниците кои што имале подогледен удел, свој удел акции во тие предпријатија. И тие луѓе да не поминат без никакви консеквенции, уште да бидат еминентни луѓе, jet set да формираат и така натаму. Тоа ме лути многу. Таа не е индиферентност, не знам како да го наречам, со кој збор да го опишам тоа. И сосема спротивно се одвиваше таа приватизација од Словенија, да кажем. Например, Меркатор ми се чини се до пред влегувањето на Словенија во Европска унија, беше како поддржавна капа. Некако
како прво да ги приспособија луѓето на ајде да кажеме некои демократски вредности, а потоа се случи приватизацијата во Словенија. Додека тука Ги припремија, брзо мислиш? Да, како да ги припремија па малте не луѓето. Добре, тие друг менталитет се подобен на мене. Но тука сосем обратно се случи тој и затоа сметам дека тој шок е уште поголем, затоа што доста луѓе, иако помина над 30 години, тие се уште имаат дојам и представа за некој друг систем. И тие нешто што се случуваат сега не кореспондираат со тие времиња во кои што живееме. Тука спомнам менталитет, ти го почна прашањето со правда. Она што мене ми е интересно, што го спомна за приватизацијата, па изопшто за криминалот и државата све заедно, се тоа се игрите на моќ. Ствари, тие што се чувствуваат моќни у дадена ситуација, продолжуваат да практицираат моќ. И сега, кога се научи еден човек, ќе речеш и прво сите грена, седно кога се научи дека може да не плаќа и да зима од продавница, или да присвојува прво мало, он се навикнува дека не сноси казна за тоа. И така ја гради својата општествена моќ. За менталитетот сега тоа е интересно. Пак ние имаме друга традиција, малце веројатно Албанија и Македонија во споредба со Словенија. Словенија имала претходно поразвиен капитализам. Тука главно се создава една класа граѓанска во времето на социјализмот, кој што не е прав социјализам, тоа дегенерирана една работничка држава. Кај што они се многу по-зависни од власта, дека власта им ја дала цело време, власта во нивните раце на работници им давала привилегии, кои што претходно у Словенија имале малце поголема традиција и претходно капиталистичка знаеле зашто постојат синдикати, борба за правот, малце им било појасно и претходно имало поразвиен капитализам и подецентрализирани и поразвиени локални заедници. Тука главно многу зависело од комунистичката партија, па и универзитет кај нас се направи. Значи, општеството многу било зависно. И сега кога доаѓа приватизацијата, нас ни е прикажана како слобода, многу повеќе партиски избори и така, но така скоро све се дава од доверба на новите власти што доаѓаат. И за приватизацијата исто работникот доста неук, мораме да кажеме, од тој аспект, од аспект на размислување на општествената моќ и ги условува дури со обични трикови, како дај ми ти потпиши ми ги акциите, ќе го задржиш работното место. За него што е? Работното место е све до крај, до пензионирање му дава, му гарантира еден фин удобен живот како се. Значи промените тешко се адаптираат на промените. Тоа што го објаснивам претходно, пак по-пластично пробувам да го објаснам. Па и продавале некои акции, нешто правеле? Не имало секако, мислам, пак. Иначе за приватизација почнува од 83-та, мислам, има веќе приватни. Може да се отвара. Самата Југославија се отвора, нели, кон приватизација? Да, може да се отвараат приватни фирми што работат за своја сметка како и да е. И седно, значи, тоа е кога има такова некоја премина, една транзиција наречена од еден начин на делување, општествено делување, не е само законот, него тоа што си навикнат за тебе да биде секојдневно со кој работи занимаваш, и доаѓаат луѓе што се спремни да се адаптираат полесно или биле поадаптирани претходно. Например, ова што спомнаа тие некои предрасуди меѓунационални, тука исто имаше предрасуди, дури ја памтам дека албанците се смета за по-назадни, као необразовани, меѓутоа они бидејќи беа повеќе надвор од некои општествени токови, па беа понавикнати сами за себе да преживуваат, да имаат некои мали бизниси уште југославенски времиња. По Јадранска обала праја сладоли и така, но дека веројатно Тито има направил некој договор со немалци, они бар у Македонија и па веројатно и Косово пред да имаат универзитет, се поповлечени поише со џамијата и така натаму. Имаат некој свој као градинари доаѓале работеле кај македонци тука. Ја сум среќал, значи знам како кај ја сум живел наводно. Значи биле навикнати сами за себе нешто прават, имале логика за системот. Додека па повеќето овие некои обични чиновници, без разлика дали албанци, македонци или роми, биле навикнати све државата да им дава или некој друг за нив да одлучува. И тоа преминот е многу тежок од традицијата. Не ја сватиле играта на моќ, тоа што кажеш. Нема потреба од игра за моќ, нема ни потреба за моќ као што гледаме у изразени капиталистички општества. И ти кога праша кога почнува криминал, веројатно од секогаш и Библијата сакала да го
да го уреди општеството, повика не убивај, нели не кради, бидејќи секогаш имало такви тенденции, од кога е имало игри на моќи, кога моќта биле парите, а од првите државни општества моќта се парите и ресурсите. Од тогаш имаме цело време и убиства и криминал. И ова што го спомна пак некој историски скок ќе направам за војни или паравојни структури го спомнавме и се тоа исто се две аршини. Например, ти имаш тренирани убици од државата, што е легално убиство, убива во име на државата, и имаш друго убиство, некојаш може да е и дефанзивно, а е нелегално. Да, јасно, но не е од државата. Да. Така да ти луѓе кои ги тренираш па продажба на оружје во оптек, сега негде е легализирано ти да си купуваш и да видиш да убиваш и мислам да убиваш не е легализирано, тоа го убива самоодбрана, е легализирано од одредени земји, меѓутоа гледаме и такви случаи. Такви случаи нели идеш па во знак на одмаз да убиваат други луѓе, па на крај и себе ќе се убијат, ама тоа све со тие некои игри на моќ, на подчинетост, на девастираност на личност, како да кажем, на омаловаженост што се доживува денеска. И тие све се работи што излегуваат од системот во кој што живееме. Не се маргинални случаи. Него се во суштината на системот. Во секојдневието, да. Дека те учи, дека ако не си создал, ако не си се снашал, ако не си ти на помоќната позиција, ако не си направил поише пари, едноставно ти си небитен општествено некако. Ти си на другата страна, што треба ти дадат тебе некој милосрдие, некој да те вдоми, да ти даде работа као услуга ќе ти даде, што ти си од немоќната позиција. Бараш работа, бараш правда, бараш пред суд и све тропеш и некој, све си ти маргинализиран, другите ја имаат, а другите играат, треба му се заблагодариш на докторот што те излечил добро, да му даеш некоја бомбонјера, виски или судијата и пресудил нешто што е правно, што тебе ти припаѓа, ти се чудиш како може тоа да ти присуди. Значи, во такво општество живее, мислам дека не е само кај нас и пошироко, али кај нас е доста тоа го гледаме, дека ние се чудиме као дека најголема награда ако нешто испадне во согласно со законот, а правда е веќе поширок поим, нели, што е праведно, што не. Да. Ама некако сме навикнати така изгубени во тие аршини што чудираат, не пробуваме, многу луѓе пробуваат да живеат некој праведен, правичен живот. Ама во рамките на неправедноста не можеш целосно правичен да бидеш, мислам. И ми е јасно како многу од нас сме психички пореметени како луѓе, како општество, како било што. Како можеш ти едноставно гледаме ние дека постои таа неправед, го гледаме тоа. И не само што го гледаме, некогаш мислам психички се опаѓа. Нели, не знам, сега немам статистики, бројот на самоубиства како се движи во Македонија и во околните земји, но често нели сме сведоци на такви случувања. Иако, да речеме, на самоубиството се гледа како на личен, некој индивидуален чин, сепак сите овие работи, значи нефункционалноста на општеството, доведува до нели алиенирање на лицето, до отоѓување од себе од општеството. Колку можеме да кажеме дека самоубиството е општествен проблем кој што нефункционалното општество го поттикнува кај еден човек. Мислам, добро, тоа се поклопува сигурно и со некои лични карактеристики, доживување, искуства и слично, ама бидејќи се гледа на тоа како индивидуален чин, па дали можеме да го деконструираме тоа дека сепак се работи за општествен чин? Па, ако е убиството и има општествени последици, и самоубиството има општествени последици. И причини. И личен чин и општествен чин. А и причините се такви, односно ја не сум чул за постојат некои изолирани монаси некаде што живеат, сами таму не знам дали има самоубиства или некаде. Значи, самоубиствата се работи што случуваат главно во средини кај што си опкружен од луѓе, некако живееш упатен во комуникација со други луѓе. И некогаш е неподносливост да се соочиш со светот, или некогаш е политички чин со порака остануваат зашто тоа го прават. Како и убиството е општествено условено. Ти убиваш веќе друг, веќе сте двајца, веќе сте... Ама е општествено условено. Така што тие работи се резултат на општеството во кое што живееме и треба да видиме зашто доаѓа до такви работи. И сега наједноставен одговор, упростен, зашто доаѓа
и до убиства, до самоубиства, доаѓа до нефункционалност на општествата и главно наједноставно ако кажам е во барање на смисла во трката по преживување. Дека ако нема потреба ја да бидам, ако не си ја мерам моето вредноста на моето живење во однос на имање пари и богатство, тогаш нема да го лишувам другиот од условно речено какво богатство да има. Меѓутоа сега тоа е така и било со векови наназад, така да грабањето е доаѓање до одреден ниво на моки. И исто лично ако се чувствуваш не интегриран во тоа во кое што живееш, патиш. А сите ние патиме и за тоа исто е реалната потреба на луѓето некој да им продава наркотици, дрога, па ќе се вратам на тоа. Некој им го олеснува животот. Се имаш ти и легални наркотици што можеш да ги купуваш, има и некои што нелегални, многу се побарувани, за некој си статусен символ, како и да е, има нешто што им дава на луѓето, што едноставното постоење и секојдневното дружење, секојдневното произведување и креирање заедница не им го дава. Им треба такви средства. И често таа анксиозност, депресивност која произлегува од сето што го набра Митров, да не повторувам, често пати нема индикации, не е видливо кај тие луѓе што починуваат самоубиство. Претходно не е видливо, нема тие всушност можеби се најсоцијалните пеперутки во едно друштво, во еден сетинг така што не покажува нешто на тоа дека тие страдаат, условно речено, кога се сами со себе или нешто такво. А има и самоубиство од друг тип, кога веќе темата е таква, ми текна докато говореше другарот Митров. Знаете, кога ќе се навикнете на еден начин на живот, што викаат луѓето просто речено на висока нога, сте заработиле некаде во странство, вашата плата била 5-6 илјади долари, да кажеме, и вие сте научиле некаков другачи стил на живот. И кога тоа ќе спласне, кога таа готовина ќе ја потрошите, вие имате потреба да го живеете истиот начин на живот, да излагате на истите места каде што сте оделе, да ги возите истите коли и посегнуваат на позајмици. Имаме неколку примери всушност на памет, каде што позајмуваат од зеленаши пари и во догледен момент наместо да се намалува долгот се мултиплицира. Основицата се мултиплицира и нема излез. Тие мислат дека доколку посегнат во својот живот, дека долгот ќе се анулира. Но во многу ситуации не само што тие, народно речено, отишле под земја и имотот им го превзеле и нивните родители останале скршени, што се вели, значи долгот бил утеран врз нивните родители, а тие останале без живот. И такви Една работа што ми остава како да ја давам внимание, кога спомна страдањето. Значи, денеска живееме во општество кај што луѓето избегнуваат да страдаат, односно го кријат страдањето. Да страдање ние го криеме дека не е општествено прифатливо, нити се продава, затоа нити е што слабост. сакаме да се покажеме силни, бидејќи тоа го бара. А всушност сме слаби и ранливи, тоа не е страшно. Меѓутоа, по секоја цена избегнување на страдање. И дури за тоа се случуваат тие што претходно ги спомнавме, замижување пред неправда, дека самото соочување со неправда подразбира одредено страдање. Ти треба да се изложиш против моќни луѓе, против држава, да ти треба да страдаш. А исто е секојдневниот живот подразбира страдање, преживувањето подразбира страдање, низ векови подразбирало одредено ниво на страдање. Само денеска ни продаваат од еден куп други работи што ни ги продаваат како пропаганда на животот, дека не треба да страдаме, треба да биде лесен живот, па затоа ние се конформираме кон полесни начини на заработувачка исто. Значи тоа е цел еден завртен круг што е општествено условен, меѓутоа сакам да го истакнам тоа дека од избегнувањето на страдање се развива еден куп, го одржуваме болно општество. Не сакаме да се соочиме со страдањето, да го потикнеме. Да. Сега сакав и за кога веќе отвори темата за самоубиство да кажам друг вид, значи кажавте вие, пред неколку, мислам дека во 2019 беше во Турција се случија
3 самоубиства, каде што главниот актер во приказната ги убива останатите членови на семејството и се самоубива, но не во некоја афектна или слична состојба, туку во трите случаи се работеше за длабока сиромаштија, значи каде што приказната беше го отпуштили од работа, кредит имало, ово она, и значи така кој тука ги истражува, мислам, како да кажам, тие моменти економски и социјални, значи приказните сите завршија дека не знам тој, значи не можел да се сноси со состојбата, станал анксиозен, станал ово она и се самоубили, ги убил нели и не знам децата, родителите и слично. Нема механизам и луѓето не ни зборат, значи не оди подалеку, што викаш че не сакат да страдат, се да размисли некој дека може тоа и него да му се случи или па колку уствари во страшен систем ние живееме што може буквално да доведе до таква состојба. Ако ти изгубиш работа, ако имаш долгови по банки и 300 други такви работи. Тоа што го спомна не се збори многу за тоа или тоа може да биде актуелно. 3 дена, 2 дена и после не се збори на тие теми дека тие не се атрактивни за општеството, дека не се збори додека не се случи уште еден таков случај. И пак ќе се збори, да. пак ќе помине дека не, а тие упатуваат на корените проблеми на општеството. Да. Иначе самоубиство може да биде и чинели почна некој од револуциите од пролет во Африка со исто самоубиство предпоставува само запалување. Па тоа е веќе политичка порака носи, да. Меѓутоа пак е и личен чин и пак е од некоја, да кажеме, некој личен проблем, нели, сиромаштија или што е да е, како е да е, невклопеност кон општеството. Пак наједноставно така би се кажало. И сега има еден куп експерти излагаат на телевизија, секој ден нас замараат само за прашања, кај нас за договори со Грција, договори со Бугарија на светско ниво за војни и Украина, Америка збора, Украина, Русија зборат у Америка, секој ден има нешто се збори на таа тема, нешто површно. А за корените проблеми, например, исто кога се случува убиствата у Србија, нели тој средношколецот што уби. Значи тоа ше недела дена се прави бука околу тоа и после не се збори за има експерти. И не консултираат ни експерти, не се продолжува со тие дебати дека ќе се знае до кај ќе се дојде, до коренот на општеството, дека општеството е труло вака како што е поставено. Ке треба самите тие после да се борат против Сега ние кажавме многу тука работи сега кога би не гледале ретко дека би не гледале, меѓутоа кога би не гледале некои компании што сметаат дека работат добро предприемништво социјално, дека и помагаат и така натаму, ќе речат не, па ние све по закон работиме, вие правите црно против целата, генерализирате целото општество го ставате. Не генерализираме, не кажуваме кои се основните претпоставки на општеството. Сега со некој што може подобро да го нашминка, да делува подобро општествено прифатливо, постојат и такви случаи и некои можеби со добра намера, меѓутоа како да кажам, подлогата е трула, што викаш, нема врска на намерата веќе. Не можеш ти ни со добри намери на трулата подлога колку можеш. Уствари тие нашминкуваат. Тоа е моја претпоставка, дека ако стварно сакаме нешто добро да направиме за нас, за општеството, за заедницата, мора веќе крајно време е да се направи рез со начинот на кој што се стопанисува со одржување на општеството до сега. Добро, и како еве ние сега обичниве луѓе смртници што рече, како можеме да се првично одбраниме од ова општество, да се заштитиме, па да делуваме, значи на кој начин би се спротивставиле на ваквите на општеството еве вака поставено, на овој систем. Рез. Тука да завршиме со емисија, пак и Последна епизода. Многу опширно би било, да. Со самото зборување, мислам дека делуваме. Кога ги посочуваме проблемите каде што се. Тоа не е некоја тајна, не треба да бидеш некој општествен аналитичар кој знае како. Иако со истражување може ова све да се докаже, луѓе што истражуваат. Има еден куп институти, истражуваат и само анкети, и слушаме за јавно мислење, ама за работи што фокусот се упатува на некои минливи работи, а не на битни работи. Колку била платата во даден момент, колку ова, значи. А за овие битни работи, тоа што го уништуваме, се уништуваме планетава, што поддржуваме криминогени активности, тоа никој не преистражување, него се збори само за нешто што е прифатливо како корупција. А корупцијата пак е последица на криминалот, значи како ти корупцијата ќе решиш ако повторно подлогата е... Едноставно нема логика у систем кај што е битно ти да имаш и да си овозможиш да си купиш да не страдаш,
да не примиш пари од некој што ти нуди пари, бидејќи е многу моќен и има еден пари. Сега ти си судија, било што и сега. Ќе па што ќе направам, ја многу промена ако овој го осудам или не, што ќе ми смени мене у живот си. Да, ма тука има значи И сега на некој начин видиш ја оправдувам корупцијата и на некој начин според ова што го кажувам. Ми делува дека е логично. Ако ти гледаш да ма преживееш. принципите, значи мора нешто да постои на некои принципи, значи не може така. Ретко кој на тие Значи позиции. само принципите на парите уствари поминуваат во денешно време. Па мислам дека не е тајна, дека таа религија, дека па ако гледаме и по некоја историја на религии, сега скокам вака си давам слобода, уште не стигнавме до резот. Значи имало и меѓуверска нетрпеливост, којаш не ги сакале евреите, дека нивната религија им дава да просперираат економски, да даваат и лихва, католици се против лихва као законски, па немаат проблеми. Па затоа има протестанти, па англиканци кои што не им се меша толку религијата во бизнисот, па не се, значи такви роди се. Пак доаѓаме до тоа дека религиите на некој начин, иако се конзервативни, биле некогаш на некој начин го успорувале лакомоста, која што денеска системот ја поттикнува лакомоста. Ти вика, абе, зашо да не идеш ти да шеташ по Хаваи, по било што, како малце ти се пари, не ќе ти даеме кредит, што ќе зашо не видиш све, зашо не искусиш све, зашо да не направиш ли сега. И едини начин е, ја ќе земам малце поише, легално е, никој не може да ме брка и да ме казни заради тоа, али на некој начин е криминално или морално е неиздржано е морално. Што е врска се морално? Пари има, купу светов, од кај доаѓа, од кој ги заработува, не е битно, ако може поише кај мене од джеб да има, е боле за мене. Што ми текна во меѓувреме ова прашање, како беше поставено во однос на борбата на системот, ми текна на славна реплика од филм, ќе го цитирам, Кили, ја што би го објавил, ти не, што би го кажал, ти не би го објавил на телевизија. Па добро, не знам, да дополните нешто. Има начин. Реално има начин. Има начини како можеме да трансферираме општество, меѓутоа тоа од денешен аспект се гледа како страдање. Меѓутоа како смета дека сега ја ќе се замарам со тоа, како сум станал програмер или на добра позиција, ако работам за некоја странска компанија што ми плаќа поише него нашиви услови, мислам дека добро проаѓам. Да, ма тие луѓе се поотуѓени од тие што страдат, значи подобро да страдаш и да си свесен за себе си, за општеството и што се случува околу тебе, а што мислам во некоја лажна ваква живеат и што викаш пак се тие луѓе мислам дека најмногу им треба да што се најотуѓени, а имат пари, некои журки, некои богати ствари за да може да се пополнат таа празнина што ја чувствуваат уствари. Кој знае, може и вака на светско ниво има тоаш две големи групи. Некои што доста патат и некои што ти ги викаш отуѓени имаат добри средства и они патат на свој начин. Да, а и овие што доста патат и тие може да се отуѓат. А и они бидејќи не сакаат да го прифатат патењето како неминовно и општествено зацртано, и они пробуваат да се излажат дека па ако заработат поише ќе се избават од своето патење преку тоа или лично да прогресираат, лично ќе отидат у друга земја кај што им се нудат подобри плати, било што пак избегат од еден крај на друг крај и лично, само лично тоа е проблемот што лично го гледаат избавувањето. Да, па многу индивидуализирано све. Ако не го видиме колективно избавување, тука е проблемот. Само колективно избавувањето од па треба да прангите на неправдата. Па да додадеш нешто Рувче имаш? Не. Добро, Митров? Многу ми е драго што си направивме ваков момент. Исто и мене. И за да ми биде уште подраго, ќе завршам емисијата со една мисла Карл Маркс, кај што вика дека правдата е само волјата на владеачката класа која што е преточена во закон. Почитувани гледачи, следете на секој вторник на Гласни идеи.